колега Владимир. Можете да се опуштите, јас немам тоа слайдови. Функционира така? Она што јас го зборувам сега е всушност еден поголем проект на агенцијата, кој што ќе ги заокружи повеќе посетни проекти во смисол на анализи и регулатива која што планираме да се случи оваа година, да ја завршиме до крај на оваа година, а повеќе ќе биде насочена кон пазарот на фиксни комуникацијски услуги. Јас ќе зборувам за малопродажниот пазар, меѓутоа објективно нужно е да тоа направи соодветен во делот на регулатива импакти на големопродажните пазари на неколку од нив, кои што во текот на презентацијата и јас и колегата Симчев ги спомнеме. Свесни сме дека на пазарот на фиксни комуникацијски услуги се јавува една нова технологија, тоа е пристапот преку оптика, значи обезбедување на услугата, односно пакетот услуги Fiber to the Home или оптика до домот. Ова услуга ја обезбедуваат во последниве 2 години, да речем, повеќе оператори, меѓутоа позначителни, иако се уште не можеме да се попалиме на пазарот дека тоа е нешто значително и дека услугата преку оптика завзема доста голем дел од бројот на корисници, се уште не е така за жал, меѓутоа се надеваме дека во иднина тоа ќе се движи во позитивна насока. Значи услугата обезбедуваат Македонски Телеком, во најголем дел операторот Неотел и неколку други оператори, помали не во смисол помали оператори, повеќе во смисол на тоа дека во тој мал удел на претплатници што користат услуга преку оптичка мрежа, тие оператори имаат помал пазарен удел. Карактеристиките на услугата како услуга сите ги знаеме, да сме на пакетот од услуги што ги овозможува оптиката. Пред се поголемиот протокол возможува подобар интернет, подобар квалитет на сигнал и така натаму, меѓутоа тука има едно ограничување и за операторите што обезбедуваат оваа услуга, ограничување и за генерално за целиот пазар. А тоа е дека нели ја има мрежата не на целата територија, тоа е мрежа што се развива постепено и се надеваме дека ќе има добар тренд во иднина од аспект на развојот на мрежата. За да зборуваме за ова понатаму, ќе се навратам малку на историски на обврски кои што ги имаме на малопродажните пазари, на операторот со значителна пазарна моќ кој што бил одреден тогаш Македонски Телеком. Сега во тек е нова анализа на овој пазар, која што ќе треба да каже дали Македонски Телеком и понатаму оператор со значителна пазарна моќ и дали покрај него има и други оператори кои што исто така поседуваат значителна пазарна моќ. Нема да ги цитирам овие обврски, сите добро ги знаеме. Доста битни тука се антиконкурентското однесување, забраната за неразумно врзување услуги во пакет и една обврска која што теколда веќе исполнета и повторно историски податоци се доставуваат, а тоа е нели ценовник кој што Македонски Телеком го доставува за предодобрување во агенцијата. Еден слайд, иако корисно е да се развие жестока дискусија помеѓу операторите и регулаторот, или помеѓу оператор со значителна пазарна моќ и регулаторот, меѓутоа овдека сосема случајно во понатамошниот дел еден слайд ќе на некој начин го прикаже инкамбент операторот во една позитивна смисла, во смисол дека порано имавме доста обвинување од страна на алтернативните оператори за недоволна маргина, за немање услови за развој на пазарот, за големо продажните цени што го спомна колегата Христов, за малопродажните цени и така натаму. Токму заради тоа агенцијата превзеде еден сериозен регулаторен чекор кој што беше спроведен изминатата година. Тоа е регулирање, спроведување на методологија за регулација на малопродажно ниво на фиксните услуги, односно margin squeeze или тестовите за цени за истиснување на конкуренција. Ова е формулата за margin squeeze, ние имаме имплементирано и како индивидуална услуга и како пакетни услуги. Генерално како дефиниција, тоа значи дека треба да се остави доволна маргина кога од малопродажната цена на регулираниот оператор, значи оној оператор кој што има регулирана малопродажна цена,
ќе се одземат сите оние, значи трошокот за голема продажен инпут, тоа е ставката R во овој слайд, трошоците за собствена инфраструктура и да остане и трошоците на малопродажба, значи да остане доволна маргина да операторот кој што е алтернативен, а ги користи услугите на користи големо продажни услуги за да обезбеди малопродажни услуги на на крајните корисници, да значи може да добие доволна маргина, да може да работи и нормално да реинвестира. Оваа стапка ја дефиниравме со компанијата консултантска куќа Analysis Mason со која што го работевме овој модел на отприлика 20% маргина за овие услуги. Не би навлегувал повеќе во овие формули, повеќето од вас ги знаете добро, пошто имаше бројни јавни расправи со станоци. Ова е еден графикон на кој што ова што го зборував е прикажано. Зошто се прави margin squeeze тестовите? Се прават заради тоа да се овозможи операторот кој што инаку, значи прво margin squeeze може да прави стеснување на конкуренција, може да прави оператор кој што е вертикално интегриран, значи поседува мрежа, има големо продажни услуги кои што ги користи за собствените за собствената малопродажба. Меѓутоа, исто така е пак СМП и на малопродажниот пазар, значи има вертикална интеграција, може да го спроведува тоа. На овој слайд се гледа дека маргината која што е потребна за да на крај алтернативен оператор може да ги реплицира понудите на инкамент, односно не инкамент, туку оператор со значителна пазарна моќ на малопродажните пазари за фиксни комуникацијски услуги. Ова директно влијае на развојот на конкуренцијата на овој пазар и токму заради тоа сметаме дека овие тестови кои што од месец август наваму ги спроведуваме се особено важни. Тоа повлече при самото проведување формулирање на регулативата повлече определени одлуки од страна на регулаторот во врска со две работи. Тоа е принципите кои што беа прифатени од нас и од вас на јавните расправи и тоа рефлектирано во правилникот за регулирање на малопродажни цени. Значи, кратко само ќе споменам, се применува equally efficient или еднакво ефикасен оператор тестот, меѓутоа моделот поддржува и разумно ефикасен оператор. Инпутите кои што се ставени во моделот се трошковно ориентирани и пресметани по Elrich методологија. Двата методи се земаат во предвид и discounted cash flow и период by период, значи и по двата методи врват малопродажните понуди. Од левата страна на овој слайд можете да видите една динамика според како предвидува правилникот доставувањето на понудите за одобрување. Значи Телеком беше обврзан да важечките понуди ги достави. Во рок од 30 дена го направи тоа, пред одобрувањето значи за новите понуди 30 дена пред одобрување страна агенција, пред воведување на понудата, кога ставува збор за промоцијата рок е 15 дена, значи ова не значи дека ограничување во делот на бројот на промоции, значи ограничување само во делот на период 3 месеци, значи само во време трајањето на промоцијата што може да се спроведи и обврската за доставување на историски податоци. Сега ова беше една ретроспектива наназад на она што веќе се работеше. Еве една понуда, прикажана една многу важна понуда, Колен старт пакетот повици и интернет. Како што можете да видите на овој слайд, значи 24% е маргината. Всушност, кога ова би било нула и нешто над нула, ова понуда е веќе позитивна, затоа што ги имплементира оние 20% после подмирување на сите трошоци, малопродажни и големо продажни, и 20% маргина, идеме на една ставка нула, овде ќе имаме 24. Значи, некој алтернативен оператор кој што би се одлучил да користи инфраструктура конкретно на Македонски Телеком, за да обезбеди или реплицира ваква понуда, би имал од она што според методологијата следува дополнителни 24% заработка и можност понатаму да тие средства ги реинвестира во изградба на собствена инфраструктура, нови сервиси и така натаму. Значи, ова е една постојна понуда. Вака беше имплементацијата во пракса, беше на 9 на 10 август беа доставени тие понуди, значи сите важечки понуди беа доставени.
67 на број, 24-12 месеци и неограничено време трајање, 57 од нив поминаа, 10 беа одбиени, значи имаше и такви понуди кои што беа одбиени и тие не се во сила, значи операторот не ги обезбедува, што значи дека инкамбентот како оператор со значителна пазарна моќ нема понуди преку на пазарот важечки на пазарот на фиксни комуникацијски услуги, преку кои што би можел да на некој начин ја руши конкуренцијата, односно да одзема претплатници од алтернативните оператори, а па од друга страна алтернативните не можат нели истите тие понуди да ги реплицираат. Иако во минатото може би имало таква ситуација, сега тоа не е така. Тоа е еден поттик за алтернативните оператори да размислуваат во насока дека имаат веќе подобри услови на пазарот од аспект на она што ќе го заработат и од аспект на можности за нивен понатамошен развој. Се случи една работа во смисол на кој што беше како резултат од регулативата на малопродажниот пазар, тоа е изедначувањето на цените за резиденцијални и деловни корисници. И значи беше направена беа добиени историски податоци и како што можете да видите и после 6-месечно активирање на понудите на пазарот имаше нула одбиени понуди. Значи немаше никакви проблеми од аспект на нели појавување на негативна маргина, појава на цени со кои што се истиснува конкуренцијата и така натаму. Сега би сакал да зборувам за она што понатаму го планираме во овој дел. Во тек е нова анализа на релевантниот пазар за пристап до фиксна мрежа, до мрежа на фиксна локација. Веќе претходната анализа беше со податоци 31.12.2008 година. 4 години се поминати, сметаме дека е повеќе доволно време за да се утврди новата состојба на пазарот. Како што спомнав, има доста ново движење на тој пазар и од аспект на алтернативните оператори, според нивниот пазарен удел не се она што беа нели до 2008 година и повеќе се наброи нивниот пазарен удел е засилен, а и од друга страна се направи исчекор од аспект на појавата на нови понуди. Мислам нови понуди во смисол на понуди преку нова технологија, тоа е оптичкиот пристап. Таа анализа треба да ја покаже значи дали дефиницијата е оправдана. Јас тука давам некои навестување, предвестник на она што ние го планираме со таа анализа, дека всушност потребно е дополнување на таа дефиниција од аспект на новите технологии. Она што е битно поради тоа што веќе имаме понуди преку оптика, операторите што ќе бидат определени на овој пазар со значителна пазарна моќ во моментот треба исто така нивните понуди преку оптика да бидат вклучени во овие тестови за истиснување на конкуренција. Меѓутоа, за да се случи тоа, можна важна работа е одредување на и објавување на цена за пристап. Во моментот не имаме цена за пристап, меѓутоа индивидуална, иако знаеме дека претплатниците нели ја користат таа цена секој пат во пакет во најмала мера со услугата говор, меѓутоа и со интернет и со телевизија, сепак треба да имаме таа цена објавена и нормално и да биде одобрена од страна на агенцијата. Сега она што го кажав, зошто овој проект е, да речам, поглобален, заради тоа што треба соодветно ажурирање на референтните понуди за разврзан пристап, за разврзување на мрежа, не само преку бакар, туку и нели и преку другите технологии и соодветно ажурирање на референтните понуди за интерконекција. Дека агенцијата е спремна сето тоа да го направи, ќе покаже следниот слайд, значи во истиот модел кој што го имаме развиено за определување на цени, дали постои цени преку кои се истиснува конкуренцијата, ја имаме имплементирано услугата преку оптика и преку имплементирање на големо продажните инпути во овој дел би направиле соодветно тестирање на оптичките понуди на начин на кој што веќе алтернативните оператори ќе можат да размислуваат, на овој начин поттикнуваме размислување од страна на алтернативните оператори да ги насочуваат своите малопродажни пакети, малопродажно портфолио во насока на нови технологии, развој на нови технологии.
Меѓутоа да се очекаме, анализата ќе биде, како што реков, готова некаде до месец јули и би била после тоа ставена на јавна расправа, може би и некој подолг период заради летните одмори и ќе имаме јавна расправа, јавни состаноци по тој дел. Ви благодарам, јас имав толку кратко, ако имате некакви прашања во врска со ова, поведете. Има Георги Телеком, втори път. И само ти няма да види после. Вака, една от очекуването, што беше спомната тука, имам две прашања во представата на оптичките услуги, ги спомнахте само Fiber to the Home. Во последната анализа на пазар квалитетните извештаи побаравте и Fiber to the Curb, ако добро се сеќавам, такви услуги дали има или нема. Заради тоа што мислам дека треба во анализата како оптички услуги да се земат и други видови на оптички поврзувања, или Fiber to the Curb, или DOCSIS системи на кабелска телевизија. Тоа е првото прашање. Второто прашање, насловот е малопродажна регулација, релевантен пазар 1, контрола на оптиката, т.е. регулација, така би може да ја преведам. Сметам дека првично анализата што ви треба да ја правите, треба да има кумулативен процес. Прво треба да се анализираат пазарите 7 и 8, бидејќи според мене тие се се анализираат во така и тоа. Да, не беше спомнато, затоа и го коментирам. Мислам дека тие се инпут на оваа анализа. Значи, ако ние ги немаме тие анализи, оттаму ние не можеме да спроведеме заклучок за овој пазар. Така што се надевам дека во наредните презентации ќе се збори и ова или во друго време. А таму би се разговарало што е основата за пристап и што е пристап до корисник, бидејќи вака гледано на пазар 1 имаме регулација ВЛР и Carrier Selection и Carrier Pre-Selection, а оптиката е многу повеќе од јавна телефонска говорна услуга. Добро, се разбрахме, дека мислам треба да има. Значи, во врска, пошто две прашања имаше твојот коментар. Значи, во врска со кварталните извештаи, се она, значи, ќе биде опфатено во моментот нели имаме квартално извештај на јавна расправа, заради допрецизирање на многу работи, не би можел да ги коментирам сега. Секако ќе има јавна расправа. А во делот на вториот дел од вашето прашање, во врска со нели тој кумулативен процес, како што спомнав, заради неслучајно реков еден сеопфатен проект кој што треба да заврши со овој процес за кој што тука зборував. Заради тоа, паралелно имаме спроведување на анализата на пазар 7 и 8 и заради тоа кажам, значи ова што спомнавте, заклучоците од таму не се инпут во оваа анализа, туку ќе бидат инпут резултатите од тоа журирање на референтните понуди. Пак зборувам доколку се одлучи сета таа регулација да биде, заради тоа се спроведува анализа, ќе бидат инпут во овој модел, за да може да се направи, пошто сега ние немаме големо продажни цени за разврзување на оптички мрежи или на било какви други мрежи. Мислам на било какви настрани од оние што се сега важечки листи. Тоа треба да го покаже анализата. Значи, 7 и 8 разврзување, како беше точно називот, пристап до физичка инфраструктура и пристап до услуги со широк опсег, исто се одвива анализата, е во тек и некаде паралелно и ќе видат тие анализи на располагање или објавени на расправа за да може да ги коментирам. Чи само сакав да најавам со ова моја презентација, секако не опфати се, не можам во една презентација се да опфатам, требало да има 30-40 слайда за тоа, меѓутоа од друга страна, значи го имаме тоа во предвид, ќе имаме јавни расправи по тие документи, ќе дискутираме, па после тоа следуваат сите овие процеси за кои што зборувам. Други прашања ако има? Само една реченица, значи, Маријан убаво кажа, ама тоа што го прашат, мислам дека уште нешто прашуваше Георги, се прави анализа на пазар 7 и 8, резултатите од таа анализа може, не мора, ќе бидат
барање на промена на референтните понуди и се разбира нови цени за нови услуги и без разлика, ама ќе видиме тоа од анализата. Тие цени ќе бидат близ во моделот што го прави, што го прикажа Марија. Ама почитувајќи го говорот од лани на Нели Кроз, почитувајќи ги заклучоците од состанокот во Брисел, кај што беше директорот со Синиша, и во согласност со сегашните измени на препораката за accounting separation и NGN секако. Да. Значи, тоа останува да го видиме во наредната анализ. Добро, пошто сме нели со времето ограничени веќе назад, ако нема други прашања, се искористам да обоканам колегата Сидниша како трет презентер пред паузата.